Почитувани колеги советници, почитувани градоначалник, почитувани директори на јавните установи. Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа, службен вестник на Република Македонија број 5/02 и службен вестник на Република Северна Македонија број 02/24 член 15 од статутот на општина Росман, член 58 став 1 на деловникот за работа на Советот на општина Росман, службен гласник на општина Росман број 7/06, председателот на Советот донесува решение за секување на 46-та седница на Советот на општина Росман. За работа на оваа седница, согласно пристигнатите материјали од овластени предлагачи, а врз основа на член 60 од деловникот на Советот на општина Росман, го предлагам следниот дневен ред. Пред да го прочитам дневниот ред, да ги изгласаме записниците од минатата 44-та и 45-та. Значи, одиме прво 44-та седница, записник од минатата од 44-та седница на Советот на општина Росман. Дали некој има забелешка на записник од минатата од 40-та Ватко? Минатата седница записникот беше вратен, види че има 4 советнички прашања и сега пише дека градоначалникот ми кажал дека ќе одговоре писмено. Да, он рече дека ќе ми одговоре писмено за 7 дена. А градоначалникот седницата била на 8.10.24. Денеска градоначалниче која дата е? Зошто не ми одговорите? Цели 2 месеца. Моля, градоначалник. Почитувани граѓани на општина Росман, почитувани членови на Совет, почитувани директори, представници на медиумите, почитувани вработени во општина Росман. Точно така имаше советнички прашања од Владко Трајков, меѓутоа не успеавме да одговориме на време и се извинувам поради тоа, но покрај големите обврски во тековното работење на општина Росман е и контролирана моментално и претходниот период од државните институции и сепак мислам дека приоритет се става на одговорите спрема државните институции, но и тековното работење. Поради тоа, вашиот одговор е закаснат, но одговорот ќе го добиете денес. Благодарам. Значи, градоначалниче, цели 2 месеца не можете да му одговорите. Многу зафанати сте. Цели 2 месеца, тоа се 50 дена, точно 50 дена. Добро. Дали некој друг има забелешка на записникот од 44-та седница? Нема. Оставам записникот од 44-та седница на гласање. Кој е за? 9 за. Записникот е усвоен. Одиме со записникот од 45-та седница. Дали некој има забелешка на записникот од 45-та седница? Нема. Го ставам на усвоење. Кој е за? Не, ова е записникот. Пенчо? 9 за. Значи, записникот од 55-та седница е усвоен. 45-та, 55-та ли? Дневен ред. Точка 1. Предлог елаборат за процена на штетите од атмосферската непогода град што ја зафати општина Росман на 28 јуни 2024 година. Точка 2. Предлог одлука за измена на распоред на средствата на буџетот на општина Росман за 2024 година. Точка 3. Предлог решение план за вработување 2024 година на заеднички јавно предпријатие регионален центар за изгражување на бездомни миленици и ветеринарно здравство стационар Шепа Кавадарци. Точка 4. Предлог годишен план за вработување за 2025 година на заедничко јавно предпријатие регионален центар за изгражување на бездомни миленици и ветеринарно здравство стационар Шепа Кавадарци. Точка 5. Предлог финансиски план за заедничко јавно предпријатие регионален центар за изгражување на бездомни миленици и ветеринарно здравство стационар Шепа Кавадарци за 2024-2025 година. Точка 6. Предлог извеше за финансиско работење на заедничко јавно предпријатие регионален центар за изгражување на бездомни миленици и ветеринарно здравство
стационар Шепа Кавараци за период од 1.7.24 година до 30.9.24 година. Дали некој сака да дополни дневниот ред? Поле градоначалник. Почитуван председателе, почитувани членови на Совет, би сакал да го надополнам дневниот ред со известување до советниците на општина Росоман за важни и суштински работи за општина Росоман, односно проекти поврзани и суштински за општина Росоман. Благодарам известување. Стојаме за важни проекти. Не знам, повторен, не отпушам. Проекти на општина Росоман. Добро, во ред. Владко? Че ставаш Иванче да говорим цели? Советнички прашања. Значи точка 8. Може ли ја да ставам? Може. Председателе, зошто третиот квартал не е доставен навремено? Значи, зошто не е доставен третиот, кого го штитиш ти? Зошто кварталите не ги доставуваш навремено? Председател, тебе те питувам. Што одговорам се не. Друго прашање имаш? Имам. Прашај, ајде, дека имаш. Од тоа зависи дали да го поставувам другото прашање или не. Не е готов. Како прво прашање, разрешување на сегашниот председател, како второ прашање, второ точка, назначување на нов. Точките редоследно да се поместат. Добро, значи бараш точка. Ништо предлог разрешување. Предлог разрешување. Можем да? Можеме. Сметам дека досегашниот председател работи во интерес на Стојан Николов, тоа е за СДС, па да видиме кој го штите него и понатаму. Нека се гласа по предлог. Прво по предлог, така? Добро. Одиме прва точка за сменење на председателот на Совет на општина Росоман. Началникот си. Чуш го ставам дана дневен ред, како началникот. Да, нека помина правомошно. Правомошно смена. Ако те смена, што има врска, тебе дали смена. Нема врска тоа, нека се да прва точка мојата и не прва точка, нека се да седма точка мојата, осма точка за разрешување, девета точка за именување. Значи, треба да очитам јас целиот записник, прво вака што дојде новиот председател, си го чита, после он. Ости го на председател, па се така за. Да ти објаснам, како поставување точки на градоначалникот, може нема да ја припани. Поја? Да. Јованче ти постави, кој е за тако, за советнички прашања. После добро. кои се за моите. И после ти ќе си почнеш поредот. Добро. Тука јас имам доваш уште еден предлог за заполнен дневниот ред. Програма за 17 декември извештај за планираните средства. Точка, таа ќе дојде 9. Значи, Владко ќе Последна биде. точка е. Значи, одиме прво поред со предлогот на градоначалник. Треба ти да ми одговориш за квартал, зошто не ги пушташ кварталните извештаи? Квартал извештај ги знаеш кој ги спрема. Значи, не ги спремам Зошто не јас. ги спремам? Значи ти си председател, а стално го прави. Значи Не го правам ги јас. пушташ за времено, значи има таму буџетски како треба да се работи, не постапуваш по тоа. Значи, јас ги барам, тие не ми ги дават, ги нема, не се спремани. И ти џабе мене ми судиш за тоа. Значи, јас не можам да направам кварталните извештаи. Кварталните извештаи го прави финанси, не јас. Ти го бараш, мора ти Јас го барам, не е готов. Почекај, еве сега имаме проблем, нели гледаш во буџетскиот календар треба да имаш предлог буџет на општина Росоман. Ти тиш гранчалникот да видиме што работи, да видиме Не го како се понашува кварталот. не го И штидам како не, гранчалникот. кој Зошто месец слушам, е? не е готов. 2 месеци споменати. Финанси нема доставано. Ти имаш елаборат. таму изгласано кога треба да биде прв квартал, кога треба да биде втор квартал, трет, четврт квартал. И? Ти ќе си го извадиш документот, ќе го лежиш. И не е готов, Да, пријател. треба да биде готов. И не е готов. Мора да биде, како не го биде? Некој не работи во учи. А немаме шеф. Значи немаме вработени Ќе луѓе дојдеш, што ќе станеш, ќе кажеш дека администрацијата, вработените во сега ќе општи станам. Колега, више доста. Почитувани граѓани на општина Росоман, колегата мој сака да му објаснам некои работи.
и морам да го објаснам, заради тоа што кога се гласа планот за вработување, ние правиме политички сцени тука, не ги минеме на време плановите за вработување, немаме луѓе за работа, и тоа што човекот што влезе минатиот пат тука за да го спремне кварталното извештај и предлог буџетот на општина Росман, да го нарече пензионерот што бара тука го избрка од салата. И сега не можам ја да го спремнам кварталното извештај, зашто јас не сум платен за таа работа. Јас сум само да дадам, да доставам, да свикам седница на совет и после да ги подпишам вашите одлуки. Значи, мојот дел е тука. Џабе ти сега бараш нешто без квартал извршен, не можам да спремнам. А немам ни човек за финансии во општината, што тоа ќе спреме на време. Значи, секој си има негова работа и затоа тоа касни. Џабе ти мене ми се лутиш. Значи, не е тоа моја работа. Толку. Ај, Павле. Сега се расправам ја и ти тука. Не се расправам да ти кажам. Како прво пензионерот ја не го избрка и не можем да го избркам. Пензионерот си беше пријавен во трудов инспектор, си дојде трудов, види дека се прекршени 2 члена од Закон за работни односи, но градоначалник беше кажано на градоначалник наложено да се ги исправи греше, он не се ги исправи. А си има таму изгласано времени вработување, градоначалникот треба да се приме времени вработување такви лица. Добро. Одиме по дневниот ред, тогаш точка по точка, или прво предлогот на градоначалникот, известување за вонредни проекти за општина. Суштински работи во општина. Добро. Ја ти го суштински работи, јас него запишав убаво. И хитно и неодложно мора да ги објасни градоначалникот да сите советници. Кој е за ова точка да ја ставиме на дневниот ред? 9 за. Капче кажам да го да се ставиме. Од советникот Јованче Јошев советнички прашања, дали да го ставиме на дневниот ред? Кој е за? Гленкце? Добро, не се треба. Чекај, ти имаш советнички прашања, имаш и предлог за разрешение? Не. Јованче е советнички прашања. Значи, како таа и таа точка. Значи, која иде? 7 више, Осма. началникот 8. Јако Јованче е 8. Да. Значи, советнички прашања имаш 1, 2, 3, 4, 5, 6, јанета 7. 7 за, против, нема, воздржани. Игор, ти воздржан си? Зашо? Советнички прашања. Да. Си за. Значи 8 за, 1 воздржан. Кога се прават грешки у записник, само да знаете. Не познавам за сега Игор испадна, нели? Советнички прашања и одиме со барањето на Владко за разрешување на претседателот на Совет на општина Росман. Кој е за разрешување на претседателот на Совет на општина? 3. Што? 3 за. Океј. Че нешто падна. Не е паднато. Џабе повркава. Само ме бъркаш џабе да се Вау, замарам. видовме ВМРО како работа. Ама ти треба да сваниш, ти треба да, уште не можеш да разбереш. Значи, подеме коалиција со ВМРО. Значи, јас ги поддржувам, нив кога требам, јас одиме поддржувам мене треба. А ти не си во коалиција ни со една партија, си сам. Тоа зошто правиш буцка меѓу нас? Зошто правим Па зошто да пробуиш како ќе реагираш? Жипнати малку. Господа, чувај добра. Одиме, вака, чекај се. Сакаш ли смени? Абе, не ме сменуваш ти мене, ти за мене да ме смениш. Сакаш ли смени? Ти гласиш 3 пати против мене, пријатле. Ја не ќе да те сменам, сакам да те сменам утре, ще те сменам. Абе, ти пред да не смениш мене, малце поразмисли друго. Значи, одиме сега со точката предлогот, мојот предлог за 17 декември, извештање за планираните средства. Кој е за оваа точка да биде на дневниот ред? 9 за. И одиме тогаш, таа е 9-та точка. Така е 9-та. Одиме со првата точка. Предлог елаборат за процена на штети од атмосферска непогода. Го усвоите ли дневниот ред? Не, зашто го ставам цел. Тогаш го ставам целиот дневен ред на усвојување. Кој е за? 9 за.
Одиме со прва точка, предлог елаборат за процените на штети од атмосферските непогоди град што е зафати општина Росман од 28 јуни 24 година. Дали некој има да додаде нешто на оваа точка? Нема никој. Ја ставам на гласање. Кој е за? Точка 2. Предлог одлука за измена на распоредот на средствата на буџетот на општина Росман за 24 година. Дали некој има збор за оваа точка? Кој е Ватко? Бидејќи пред една седмица или две имаме ребаланс на буџетот, зошто е оваа измена треба да ми објаснат директорите? Една по една, ајде директор Ленчев. Почитувани советници, почитувани представници од институциите, значи пренамената точно имаше ребаланс на буџетот во октомври месец, мислам дека беше, но тогаш немавме никаква најава дека ќе има покачување на платите за вработените во основното училиште. Значи, одлуката за покачување од 5% на платите на вработените беше после ребалансот. И сега, поради недостаток на средства на ставките на контата за плати и за придонеси, значи мораме да направиме пренамена или префрлање на средства од останатите конта на тие конта. Само да сега. Од кога ќе биде покачување плати? Од кој месец ќе почне да се покачуваат платите? Веќе покачени се, да. Од октомври. Друго нешто? Не, тоа. Директорте? Не мора. Чи министр кај? Да. Почитуван градоначалник, почитувани членови советници, медиуми, локална администрација и граѓани на општина Росоман. Да, точно е. Ребаланс имавме, меѓутоа, јас имав како раководител на ЈОДГ Праскичка обврска да поднесам барање за, знаете дека имаме решение за стартување на новиот дел на градинката и имав поднесено барање за стартување на градинката, тоест барање за вработување, бидејќи само воспитен кадар и помошно-технички кадар ни е потребен за ние да ја стартуваме градинката, иначе градинката има добиено решение за работа, мислам, внатрешно се комплетно е уредена и заради тоа предвидов средства за ноември месец за плати, доколку ги добиам истите вработувања, има побарано барање за вработување и тие пари се заради тоа. Месецот поминува, ние согласно до овој момент немаме добиено, ноември месец, како што кажав, поминува, се со една цела, тоа е да се искористат ако воопшто ги добиеме тие средства. Затоа што минатата година ни беа скратени исто така 1 милион средства, затоа што не ни беше стартуван новиот дел. Како што кажав, не значи дека може да видите дека средствата се од плати, колку што имам планирано за вработувања, да ги ставиме наменски и да ги употребиме, ако уопште ги добиеме средства. Благодарам, треба нешто? Дали некој друг сака да праша нешто? Не. Точката 2, предлог за изменување на распоред на средства на буџетот на општина Росман до 20 година ја ставам на устојање. Кој е за? 9 за. Точка 3. Предлог годишен план за вработување за 24 година на заедничко јавно предпријатие регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство стационар Шепа Кавадарци. Дали некој сака да праша по оваа точка нешто? Оли Јошев. Не, сега ќе. Дај ми збор тебе. Да. Не дали треба сите да стануваме таму да Почитувани медиуми, почитуван градоначалник, почитувани колеги советници, почитувани директори на институции, почитувана ВД директорке Снежана Гинева,
И во изминатите седмици ние наидувавме на повеќе акти за стационар Шепа и мислам дека поминаа сите акти и сега е добар моментот да го искористиме да се запознаеме лично со оваа институција. Еве јас како советник кој доаѓа од редовите на ВМРО ДПМНЕ би сакал да ви посакам една успешна работа и на почетокот ќе поставам зошто сте веде. Тоа е едното прашање и од овој годишен план за вработување гледам тука имате вкупно предвидени 32 и како ќе оде динамиката со вработување, со колку би отпочнале 2025-та, 2026-та, 2027-та и така натаму. Дали во вашето предпријатие опфатена шинтерска служба, колку има членови во неа, вработени, во моментот колку сте вработени, колку се активни, колку и така натаму. Да ни го изложите за да имаме една представа. Овој директорке? Говориш тук? Полека се. Затоа јас не сакам. Се спрепкаш. Да. Вака, прибедејќи станува збор за ново формирано регионално јавно предпријатие за заловување за хуман третман на бездомни миленици, т.е. кучињата во случајот, поднесени се два плана. Годишен план за вработување за 24-та и за 25-та година. Самиот стационар е изграден више една година. Меѓутоа, додека почне цела процедура правна, затоа што е основач на 9 општини се основачи на истиот, сето оде доста бавно. И затоа и годишните планови се поднесени и за 24-та и за 25-та исти се. И во 24-та година е планирано на 32 вработувања и за во 25-та, затоа што не знаеме како ќе постигнеме со одлуките кои што ги носите вие како советници да добиеме согласност, па за понатаму да постапиме во Министерството за јавна администрација, за да добиеме и од таму согласност. ВД директор сум, јас сум ветеринар по професија, како ВД директор доаѓам за да почнеме да стартуваме да почнеме, затоа што го разбирам и самата работа и проблематиката околу бездомните животни, нивниот третман, што треба да прави ова јавно предпријатие. Динамиката на вработување, текот кога ќе добиеме согласност, значи буџетот е тој кој што го имаме и би требало да имаме максимум до 12 луѓе, од кои што фокусот е ставен на даватели на јавни услуги. Значи, ќе имаме од шинтерска служба еден заловувач и шофер заловувач, затоа што моментално имаме едно возило, чекаме донација за друго возило, се надевам дека ќе се реализира во 25-та година. Затоа и така и ни е направен и финансискиот план, више ќе стигнеме и до таа точка. Еден заловувач и шофер заловувач, тие се двајца, ни требат затоа што капацитетот е од 66 до 77 кучиња, толку се боксовите, ни требаат минимум 4 негуватели. Го следиме законот за благосостојба на животните, кој што доаѓа од АХВ, тоа од Агенција за храна и ветеринарство, постапуваме по тој правилник. На секои 20 кучиња мора да имаме еден негувател кој што се грижи за нив. Така да ни требаат до 4 негуватели на кучињата, еден ветеринар, еден до 2 ветеринарни техничари, јас како директор и архивар. В случајот од страна на администрација ќе имаме само архивар или некој човек да помага во делот на самата работа, затоа што не се постигнува. Друго нешто што би ви интересирало, динамиката е мора да имаме вработување, само тоа да, значи за да можеме да стартуваме и да почнеме со функционирање, мораме да добиеме одобрение од Агенција за храна и ветеринарство. Сега, за да го добиеме одобрението, покрај што треба да ги исполниме условите во самото прифатилиште, тоа е више средено, се имаме објект кој што е по добри, најнови стандарди изграден и амбуланта, меѓутоа треба да имаме вработени лица. И за тоа фокусот го ставаме на тие лица на јавни даватели на јавни услуги, значи заловувач, шофер заловувач, ветеринарен техничар, ветеринар и негуватели. Тие ни се најбитни и најприоритетни у моментот. И по распоред колку места би добиле од Росоман? Од Росоман? Кој сака може да ја огласите, ќе бидат јавни, така да
Секој си има право да не сме во тој момент не е дали ќе биде овој или тој или кој, ако имате човек моментално немаме никој, затоа што станува збор за специфична работа, треба да излегуваш на терен, има обука за заловување на кучиња, има за се значи специфична работа така да секој кој што сака да работи со кучиња, поготово бездомни, слободно може да се јави на оглас. Од прилика која би дошла од се до Вапачка среда од општините, вработувањето кога би почнало да се... Да добиеме, значи треба да ги собереме одлуките моментално, не висат одлуките за годишни планови од 4 општини, од Росоман, сега е денес, добиме од Демиркапија на 25-ти, денес има, мислам дека и Градско, Квадарци помина годишните планови за вработување, сегде се поменати тука и уште од Лозово не фале. Не кочат за тоа што за се некоја работа треба нормално ваша согласност за да почнеме ние да поднесуваме барање понатам. И за тоа е малку и бавен процесот. Ја беше имав реакција од Росоман од кај вас, од училиштето, некој вработен, за тоа кучиња кои што му земале храна на дечињата, меѓутоа сама моментално сум сама, нема како да помогнам. Освен овие работи да ги убрзаме и да гледаме да ги средиме па да почнеме со работа. Ви благодарам. Одбена че со точка 3 предлог годишен план за вработување на 24. Дали некој друг сака нешто да праша? Не, го ставам на усвојување. Кој е за? 9 за. Одиме со четврта точка. Предлог годишен план за вработување за 25 година на заедничко јавно предпријатие регионален центар стационар Шепа Кавадарци. Дали некој по оваа точка сака да праша нешто? Не, ја ставам на усвојување. Кој е за? 9 за. Одиме со пета точка. Предлог финансиски план за заедничко јавно предпријатие регионален центар за згрижување на бездомни миленици ветеринарно здравство стационар Шепа Кавадарци 24-25 година. Точката ја ставам на усвојување. Кој е за? 9 за. Одиме со шеста точка. Предлог извештај за финансиско работење на заедничко јавно предпријатие регионален центар за згрижување на бездомни миленици ветеринарно здравство стационар Шепа Кавадарци за период од 1.7.24 до 39.24 година. Точката ја ставам на усвојување. Кој е за? 9 за. Директоре, фала многу што сте тука. Се надеваме дека ќе ни помогнете во овој дел. Одиме со седма точка. Предлог на граничанка. Повели граничанче. Само 2 минути пауза да земам документација. Важи. Пауза. Повели граничанек. Како сакате, така се гласам. Моgu чува да помниш. Работа не го контролира. Почитувани советници, почитувани граѓани на општина Росоман, почитувана јавност, сакам да ви известам вас советниците за 4 важни работи и проекти за општина Росоман. И најпрво би сакал да почнем со проектот за водоводот од Крушевица. Знаете дека 3 години интензивно се работи на тој проект, од истражувања до ископ на бунари и се до финалното, односно проектот за водоснабдувањето дополнително на Росоман, а со тоа манастирец и Рибарци е готов. И еве го, тука е. Знаете дека претходната година со одлука на влада ни беа доделени средства на 28 јули 2023, кои што оваа влада ги продолжи и веќе имаме аплицирано за водоводот со секој средување на попратна документација. Очекувам веќе во наредната година да влеземе во изградба на новиот, односно дополнителниот систем за водоснабдување на Росоман, а со тоа ќе се реши проблемот и за манастирец, но и за Рибарци. Сакам вие како советници бидете запознаени први, зашто знам дека граѓаните постојано ве прашуваат токму за ова прашање. Тоа е во однос на водоводот, во однос на средствата кои што ги додали владата на општините, или познати како унгарскиот кредит. Општина Росоман аплицираше со проектот за одмодување на местото викано Бавчите, односно подгробиштата. Тоа значи дека тоа место комплетно ќе се одводни, но не само тоа, туку со тој проект затвараме уште неколку прашања. Првата работа е што по одводнувањето, зашто веќе имаме распишена постапка по избор на изведувач и по завршување на одводнувањето, че може да се работи на проширување на
гробиштата, бидејќи се реши проблемот со водоснабдувањето. Втора работа е дека паралелно во тој потек, односно местото викано Бавчите, проектираме нови улици, водовод, фекална канализација и електрификација, а тоа значи дека тоа мачурливо место за брзо ќе стане би рекол нова населба, односно центарот на Росман ќе добие нова населба. Така да очекувам проектот да биде готов за брзо и да влеземе во распишување на тендер за изградба на тие улици. И со тоа затвараме уште едно горливо прашање, секако што бараше повеќе години и повеќе време работа. Морам да напоменам дека третата работа која што сакам да ве известам се Душан Чирич, односно новата населба Душан Чирич или Плацевите за домување. Таму е целосно завршен проектот за формирање на градежни парцели. Сега следна фаза е поставување на комунална инфраструктура и продажба на тие плаци. Еве ги, можете да ги видите, ги имаме и фазно, и цела населба. Мислам, така одговорница, сега малку незгодно, но исто така е готово и Г2, односно лесна и незагадувачка индустрија. И тие плацеви се готови, секој по поставување на комунална инфраструктура, ќе следува и продажба на истите, која што е јавна и која што ќе може да ја следат сите. Така да го завршуваме и тој дел. И последно кое што е прашуваат нонстоп граѓаните, прашам, мислам дека и советникот Јованче минатата седница, некој од минатите седници, а тоа е влезот на Росман кај улица Гоце Делчев. Таму општината веќе изработи целосно ново техничко решение, кое што е добро и кое што е многу подобро од ова кое што е сега направено. По завршување на сите постапки во надлежните институции, како што е Министерство за внатрешни работи и други институции, ќе влеземе кон имплементација, односно решавање и на тој проблем. Сметам дека овие 4 прашања се навистина суштински работи за Росоман и за цела општина и сметам дека Советот треба да биде запознаен и се надевам дека до следната година, до половина на следната година, сите овие работи ќе бидат целосно завршени. Ви благодарам. Благодарам, гранчалник. Тоа е некој. Тоа е најлесен кружен ток, ја и први пат реков, кружен ток е најлесен проблем. А некој да не сака нешто да праша во оваа точка? Пенчо. Не е точка, ова не е за гласање, јас да... Не е за гласање, не, известувам, не го Известуваш. Ајде, ама чекај, светички прашања сакаш уведе. Не, за баја, Ајде. од место или ставам? Ајде, стани да ви име. Гранчалниче, значи, ви викате дека не е добар проектот и сите гледаме дека не е проектот. Што правиме, бе, сега сте го платиле, бе? Кој ќе сноси одговорност за тие проекти? Кој ќе ја оправда тие пари? Значи, нови пари. Кој ќе ја оправда тие пари? Кој е гранчалник? Кажав и на некои од минатите седници, проектот за улица Гоце Делчев заедно со техничкото решение за влезот во Росоман е финансиран од Министерство за транспорт и врски преку Светска банка. Тоа е така испроектирано, поминато ни сите надлежни институции тоа решение, така да одговорноста е не на друго место, не е тука одговорноста, но ние како општина увидовме на грешката, по предлозите на граѓаните нели ги прифативме, секој на вас советниците и брзо најдовме, односно ангажиравме лица за ново техничко решение кое што ќе биде безбедно и сигурно за граѓаните. Така да нашиот дел е завршен, секако следва уште она што го спомнав. Фаза на имплементација и нели добивање на сите потребни согласности. Ви благодарам. Појаватка. Може ли за наредната седница да ни го даеш комплетниот, значи комплетно кој го направил така? Значи кој е, как се вика? Проектирал. Кој го проектирал тие? Тоа да знаеме сите, да ги известиме луѓето, вие проектант, воа и воа ни направи. За на наредната седница да не биде. Не е било 9 часов тие час, не го видов. Добро. Појави Јошев. Ќе го искористам за началникот на излагањето. Почитувани, јас ќе го искористам излагањето на градоначалникот и ќе се надовезам за моето советничко прашање кој го имам во контекст на ова. Значи, овие суштински би рекол проекти за општина Росоман се од витално значење и ме радува што конечно одводнување на
водите во Викано Бавчите и се надевам дека тука ќе се одводне и местото кое јас пењам и фати на ова говорница за гробните места. Се надевам. Водоводот на Крушевица и тоа како е значен за општина Ромсуман, плацевите во Душан Чирич ги во секоја кампања на секој кандидат за градоначалник беше како една од најгромогласни теми. И влезот во Ромсуман и претходниот совет јас поставив прашање и ме радува што че се изнајде ново техничко решение, тоа е сообраќајно решение. И се надевам дека че има некој проектант кој дипломата ја добил со учење, а не со туби ракија. И во контекст на ова, ќе кажам градоначалниче, и ќе следе моето прашање, кога ќе ги одбирате изведувачите на овие витални 4 проекти, ве молам да ги отворите очите широко отворени и да внимавате за договорите како ги исклучувате и што има во самите договори за изведбата. Ова го велам за тоа што после изведувањето изведувачите не ги испочитуваат или умешно ги забораваат некои витални ставки да ги стават во самите договори. И доколку би ве советувал, заради тоа што сме нели советници, да си земете еден консултант пред да ги подпишете договорите и консултантите да ги видат сите ставки во договорот. Имате две правни лица во општината и правните лица не се вклучат и сите што има технички познавања за оваа област, градежништво, архитектура да се вклучат, тука и машинството е присутно, така да не ги оставиме изведувачите да маневрираат и да ги злоупотребуваат парите доделени дали од општината, дали од Република Македонија. Значи, буџетот на Република Македонија, кај што е влезот кај технички, е штета, оштета е на буџетот. Тоа е штета на сите нас граѓаните. Не дај Боже до сега може да се случат и фатални последици на таа постројка, на таа раскрсница, така да сакам да поставам едно прашање токму во конотација на ова моја дискусија, дали паркот долу после мостот на Црна река има договор. Мислам дека изведувач беше една од нашите локални, не смеам да спомнувам тука имења заради тоа што тие толку силни одман не тужат нас советниците, понесено од искуство. Не ја именувам компанијата, дали таа воопшто има договор склучено со општина Ромсуман и дали ние можеме да го погледнеме тој договор за изведба. Заради тоа што од технички гледано аспект, со моето 18 годишно работно искуство во машинството и во градежништвото, би рекол, и во изведба, и заради тоа што ги поседувам лиценците за изведба и за надзор, мислам дека таа компанија со таа изведба, со таква изведба, малку си подигравала со нашите живци и на овој совет би сакал да донесеме одлука истиот тој проект викано паркче да се обележи со жолта лента и да се прогласи како вон употреба. Заради тоа што поминав јас минатата недела таму, тоа се руши како кула од карати. Го посетуваат нашите најмили и моите деца одат таму и може во истиот момент да се случи да ги посипе децата и не дај Боже да биде фатално за некој. Така да би донесел одлука тука во договорот да видиме колку е гарантниот рок на изведбата, дали има ставено такви точки, заради тоа што мораме ние да го обезбедиме објектот и да го прегласиме вон употреба додека не си ги изврше тие некои битни работи за да биде статички стабилно. Зборувам конкретно за тие летниковци каде што мислам да дувне малку појак ветер, сите ќе испопаѓат. Значи од моја гледна точка тие не се добро анкерисани, не се соодветно и така натаму и така натаму. Четири прашања има.
Сак да постави. Секој ќе станеш да ти малко. Гранчалче, дали од таа вода што ја носиме горе од Крушевица се фанати и со таа вода ќе види и Манастерец, Рибарци и Паликура. Значи он кажа, значи дали се откажиме ние од Лукар, значи конечно треба се откажиме од Лукар, така? Не. Значи ако не се напојува или допуна ќе биде ваа. Ќе ви објаснам. Прашање, добро, ајде. Повреди градоначалник. Почитуван член на Совет Иван Чиошев, во однос на вашето излагање за паркот покрај Црна река, веќе ние како општина постапивме договорот, прво да ви кажам дека договорот го склучува Вадарски плански регион, затоа што таму со кофинансирање на општина Росман и Вадарски плански регион е изградено тоа паркче, така да договорот го има Вадарски плански регион. Меѓутоа, Дали може да го земе? може да ви го доставиме, да го побавиме од Вадарски плански, веќе е реагирано до Вадарски плански регион и во комуникација сме со директорот. Таму фирмата изведувач излезе на терен, летниковецот кој што беше срушен и кој што го гледаа граѓаните е веќе саниран и поправен. Вчера заедно со вработени од општина испаднавме на терен. Другите наши видувања односно за недостатоците на паркот се повторно констатирани и повторно ќе биде известен Вадарски планскиот регион за отстранување на тие очигледни недостатоци. Но она што мене посебно ме загрижува и што ме како да кажам, ме коси е што таму има големи траги на вандализам, односно на лудување и на кршење од страна на наши несовесни сограѓани. Она кое што треба да го размислуваме по мое, како совет, како градоначалник, како општина, е дека тие паркови и не само тие паркови, туку сите паркови треба да ги обезбедиме, но не само со камери, туку со човечко присуство. Мислам дека време е да пуштиме по нашите јавни површини човечко присуство, односно да не речем ајде обезбедување, бидејќи од ден на ден се повеќе се случува вандализам во општина Росман. Колку и ние да сакаме да изградиме, они можат дупло повеќе да скршат. Тие неколку лица кои што се вандали да ги наречам. Од друга страна сум радосен затоа што веќе има една судска пресуда за таква работа, каде што има пресудено лице. Меѓутоа колку тоа ќе реагира врз свеста на овие останати вандали, не знам. Затоа сметам дека треба и во таа насока да се размисли, да обезбедуваме физичко мобилно присуство на нашите јавни површини. Видите, друго решение не гледам како би ги заштитиле тие наши јавни површини. Ви благодарам за вашето, доколку може да му објаснам и на советникот Владко. Во однос на вашето прашање, дали се откажуваме од системот на Лукар? Не, никако дека не се откажуваме, туку имаме два системи. Затоа е проектот е дополнителни количини за водоснабдување на Росман. Баш од Лукарот треба да го нахраниме повеќе со вода Манастерец, Рибарци и Росман, а оваа вода, пошто доаѓа од друга страна, да се донесе до Росман. И фактички Росман да биде, општина Росман, со овие населени места, да биде од две страни обезбедено со вода. Значи, ако имаме сега од Лукарот 12-13 литри во секунда и со дополнителните количини, ќе немаме никаков проблем во наредните многу години. Така да не се откажуваме од Лукарот, напротив, продолжуваме. Паликура не го ставаме. Само за Паликура. За Паликура моментално се работи на техничко решение, бидејќи знаете дека таму се прави анализи, се ископаа бунари и сега се прави проект за водовод до Паликура. Со тоа што Паликура ќе се биде на посебен водовод, но се како исправен. Благодарам. Значи да се направи, да се откажем бунари, само си копаме за Паликура, да се врзе и Паликура одвија водвод, од Лукар и одвија и така да се не, значи не можеме тоа да го направиме за Паликура. Значи многу поевтино решение е тоа кое што го тереме сега како општина, бидејќи водата од бунарот се покажа како квалитетна за пиење и многу, бидејќи таму веќе има изградено одреден цевковод, многу мала метража е за поврзување до тој цевковод со мала пумпа која што е помала од она која што сега ја користат во Паликура и со ново техничко решение Паликура ќе се биде со посебен водовод со исправна вода за пиење. Таа идеја која што вие спомнувате во минатото е пробувана, но е неизводлива. Ви благодарам. Благодарам, градоначалник. Поли Јошев. Градоначалник, се надевам дека до следниот совет ќе го добиеме договорот за тоа паркче. Лично јас сакам да го видам, да го истолкувам со мои очи
Имам познавање во таа материја и да видам и вие сте уочиле пропусти во изградбата и јас сум уочил пропусти во изградбата и да видам кој го проектирал тој. Немој да испадне некој лице го проектирал како сега ова што го проектирале излезот од Росман. Токму заради тоа еден мој професор ви каже на факултетот: Иванче, тоа што го пише во книгата не расте на нивата. Значи не секогаш треба да се водиме кон книгите, треба и искуството да играе и уште една вака совет ви давам и ви налагодувам да во следните овие 4 проекти, доколку има можност, кога ќе се го подпишете договорот, од ваша страна да налагодите надзорот, заради тоа што тука во општина Росуман имаме интелектуалци, градежници, архитекти, машински инженери, електроинженери, значи поседува со доста добри кадри, да настојувате надзорот да биде од општина Росуман, доколку е тоа можно. Заради тоа само така ќе му водиме контрола на извидувачите, заради тоа што мене лично како надзорен орган од областа на машинството нема да му дозволам маневра, ама ни милиметар. Се додека не го изграде тоа и исто се надевам дека и градежниот и архитектот ќе постапи исто како јас, заради тоа што сум израснал во оваа општина, ме боле за оваа општина, предонесувам во општествено одговорни личности сме и до ден денеска гледаме со други очи, а на оној што ќе дојде од Гостивар или од Тетово или од Скопје, мој гајле, дневницата му шиба тука, ќе подпишеш, не ни гледа што е ставено и што е уградено. А се додека не го истолкуваме договорот за паркчето да се обележи со жолта лента и да се прогласи како вон употреба. Токму за овие работи. Сте го санирали едниот лентиковец, не значи дека нема да падне следниот. Знам дека има вандализам. Вандализамот е еден проблем, а проблемот за недобро изграден е вториот проблем. Така да, мислам дека треба да го обележите со комуналното предпријатие, со повеќе ленти и да го означите како просторот, како вон употреба, се додека не се отклонат аномалиите. Ова е добронамерен совет не само за вас, туку за сите жители на општина Росман. Благодарам. Зарам Јошев, дали некој друг бара збор? Тоа сега 8 точка не се советнички прашања. Значи, тоа е сето во тие советнички прашања. Добро. Значи, тука сега имаме, значи, последна точка. Ние... Некој друг бара зборува. Некој дали бара некој збор? Никој не се јас прашав прво. Прашав, ти прашав, советнички прашања. Дали... Ние разговараме во однос на неговото, значи... Добро. Ајде одиме советнички прашања. Нема да поставаме, овде си тук е... Дали некој сака да постави советничко прашање на градоначалникот? Не сака никој, значи завршење со таа точка. Одиме со последната точка. Извеше за планирани финансиски средства потребни за организација и реализација на програма за одбележување на празникот на општина Росман за 12 декември 2020 година. Значи ова е така од составено како што треба да биде отприлика, према тоа што јас се јавив по збритимените општини и се најавија дека ќе имаме гости од Бергама, Романија, Пландиште и Бабушница. Значи тоа се гости од првика по четворица од секоја општина, со советници и градоначалник. Значи, финансиски средства има во програма да донесувме, нели тогаш 250.000 побаравме за таа намена. Околу 60.000 се за ноќевење во хотел Ангропромет. Финансиски средства за угостителски услуги, ручици и вечери околу 90.000 и за самата ден, 17 декември, кое планираме да биде во старото училиште, е околу 100.000 денари. Со сите оние давачки што ќе ги имаме таму други. Тоа е вкупно околу 250, како што беше и во програмата. Тоа ти извеш. Дали некој сака збор по да праша нешто повеќе? Ај стане, ти се помогу. Председателе, во програмата кажаме дека ќе биде во кај ЖК Росман, така да, што нема. Сега ти тука си измислил кетеринг услуги 100.000 денара. Зошто ја промени така програмата, самоволно?
А? Кој ќе врши кетеринг услуга? Пијалоци, подароци, од каде, шо? Подароци, Дали ти така смееш да измениш програмата? Дали треба да побараш дозвола или? Можеш. Не ја менјам програмата. Ја значи тоа е да заедничко разговор со градоначалникот, да биде и други луѓе, дека може да не кошта поевтино. Горе јас ќе ви покажам, сега тука не извадив од телефонот понуди по баров од Кежика, што не коштат многу поскапо, а горе ќе не кошта поевтино и може да поминеме со помалце пари. И заради тоа е така направено тоа. И за тоа ви даваме тие извеши, пошто се каже ти од прилика да биде колку луѓе ќе дојдат гости за да добро, го извеши. до негде си управено. Сега тука пак треба по 3 не ме бизнисуе, пак си извршил измена. 7 може да по година нешто може да бизнисуе. Значи има одлука, че бидеме се дошло, рече смениме, не може да самоволие тоа. Имаме фора уж да смениш. Самоволие е тоа, Татко, јас побарав сега него симнав тоа од Кежика што ми поштија понудите. Требаше ти Павле Игор да побарате понуда од таму. Кажи ми. Значи, не треба јас вас да викнам. Вие тројцата беде да се чекајте. Това не викне, сам се кажеш дома, ова е организација на општината, ние сме викаме и повеќе пари, не е проблем, но сакаме да биде сето по 50. Не сме против ниво. Минатата седмица јас рекордев дека ти и Павле Игор ќе биде тројца ќе разговарате со Жик. Значи вие членовите на комисијата председателот се разговара, така рекол. Не, вие тројца човече прашате колку пари каква да биде набавката. Горе ја не може да викнам, јас му реков дај ми понуда што ќе не кошта. Горе не да викнам јас. Вие требаш тројца дојдете сами, јас не. Па сами зошто ви се советници од комисијата. Ја ти кажам, живи се. И нас се правиш будал. Горе ви сте сега да дојдете тројца да разговарате. Будал човек. Добро, горе јас сум најбудал. Мислам, нема се да погаш. Горе Игор. Не си будал, ама ја дека се снима, ва? Се снима. И дека се снима кај. Шо сега? Игор, ни рече. Не ви реков јас. Чекај, вие сами да рекордите на седница сакаме да има тројца подписници. Горе да се прави да е поевтин. Сега е така. Ама можеме во програмата да кажеме, кетеринг услуг ќе извршува тоа и тоа фирма. Треба да се распише јавна набавка, не треба. А ти стално ми кажеш дека горе рече. Подароци купимо таму, толку подароци, толку. Што е тешко тоа? Тешко е. Горе подароци да ги купувам јас. Ставиш 100.000 денари, ајде, 100.000 се така, пари. Не биде, ајде. Горе, Ватко, ова е општина. Значи, тука општината имаме луѓе што купуваат поклони и спремат поклони за да се награди. Не, поарна горе, ова ти е поарна. Колега, поарна. Не е проблем за мене. Добро, точката извештајот го става Ватко. Едно, да праве друго. Самоволие е тоа. Не, за самоволие, секој самоволие. Од сега ова самоволие. Добро. Сакате да правите измена на програмата. Значи, вас само извештај што ви го давам јас како што го спремам. Значи, тоа е само извештај што го спремнаме за да имате од прилика да преглед како ќе биде. Како ти кој ќе помоши вие кетеринг услугите, како ќе биде? Кетеринг таму се взима служби кои ќе го најде. Не јас. Кетеринг услуга кога се најачува се кажува број на гостите. И според бројот на гости даваат понуди. Да. Кога ќе му посочиш ти на Жика ресторанот, че имаме 150 гости. Понуда дај за кетеринг. Да офатено салати, да офатено сувоместното, да офатено мефце, да офатено пиење, кое пиење, и сите врз основа на тие критериуми ти што ги поставиш, се дава понуда. И најсоодветната од кетеринг, може само кетеринг некој што да откриваат, че ни изнастават цени астрономски. И нема ништо да има на мајсите. И у описот треба да има, че има толку месо, толку шумо. Кажи, това е сега купи од дуѓето се. Не може да. Не е во приватно, не е дома во. И може да обтегне цените, колку ще треба и не треба. И за това да не може да коригирам, отригирам дека за глад. Значи, това ще зборува Иванче да се проведе и да се соберат кетеринг понуди. Това вече общата го прави и ще се отбере най-голямата кетеринг понуда. Това е ради... И знаете, 150 гости, не е така. Прва работа. Друга работа е измената да биде семе едно место, да не биде отгоре сите толедовки. Жикано третирање за сите, за гости и за... Убава идеята. Само да се обере најповолната понуда. Не мора да значи да е најефтината.
Најпоболното. Најбогата, може и најбогата. Па што е тоа? Друга, Тоа спрема парите. Да, спрема тоа е парите. цела поента. Тоа да може да каже председателот само, а не да... Бе, добро, јас И да не го правиме. Така да, работата е дена точно се обележена по стој начин за општината. Така, ти па подеш го возат. И тоа е цела работа. Вози го пас. Така ти. Тоа е тоа, мислам дека се разбираме. Заклучок, ќе се видат повеќе кетери и ќе се каже кој ќе биде понудите и ви изместите. Така ли? Значи, Ќе видиме евентуално кој ќе понудил на Ќе кетерингот. се избере и што се дава. Да. Тие понуди биле таа и Да, таа. да. Значи, Значи, ќе биде излишно. Копи се упадно. Да. Тоа Кој е е вака предлог? сега, пошто у програмата имате кажик. Така ви е усвоена, така ви е изгласана. Ќе правите ли измена на таа програма? Па сега не на паизма. Измена на таа програма ќе правите, значи и у прилог со вие предвидени финански средства, откај ќе здрави ще Најкашно до 10 да се одлучи кој е... Да, ќе значи се Тоа ќе е се пред приложи, изложба. значи ќе видите... кетеринг компанија, така да кажа. предлог измена на програма за 12 декември ја ставам на гласање. Кој е за? Чек 8. Само да прочиташ што измени во програмата. Па значи измена за Значи ја изменивме Да биде програмата. кетеринг, да не биде Цел. Кетеринг, значи менеме кетеринг во локацијата во старото училиште. добро. И че има кетеринг. Кетеринг комплетно мени таму си. Има и нема да го заваля, па Да. бе, татко и... Значи гласаме со 8 гласа за. Ајде, Значи гласи ќе преиш. ти да смените беше лица да биде. Нема прав. Си го донесе до тука, па сега. Почитувани со ова ја завршуваме денешната седница. Ви благодарам на присуството. Слушай,